Добар ден, пладнени вести на Канал Плюс телевизија, еве ги настаните на денот. Се бориме за секое работно место, нов проект за намалување на невработеноста. Ке се усогласуваат потребите на компаниите и понудата на пазарот на трудот. Од денес заинтересираните за проектот Купи куќа за млади може да добијат детални информации за условите за аплицирање и бенефитот за младите до 35 години. Крупни сообраќајни проекти во Берово и електрификација на Равна река во Пехчево. Градоначалниците ги дефинираат програмите за работа за идната година. Преку форуми за работодавачите кои владата е во план да ги организира во сите општини, ќе се собираат информации од фирмите за слободните работни места, а воедно компаниите ќе бидат запознаени со професиите кои се нудат на пазарот на трудот. Проектот Се бориме за секое работно место е инициран од успешноста на претходните мерки за вработување, кои помогнаа стапката на невработеност во третиот квартал од годинава да падне на 25%. Преку мерките од проектот Македонија вработува до работа дошле 10.700 лица. И преку непосредните контакти со компаниите ќе се обидеме да обезбедиме точни, навремени информации за отворените и слободните работни места. Секој од директорите на центрите за вработување секој понеделник, среда и петок ќе имаат отворени денови во кои што ќе остваруваат средби и презентации, кариерно советување практично со сите активни баратели на работа. Овој проект е проект во кој што ќе продолжиме да ствараме доверба меѓу Агенцијата за вработување и нашите клиенти, а тоа се невработените и работодавачите. Од денес сите заинтересирани за проектот Купи куќа за млади ќе може да се информираат во канцеларијата Купи куќа, Купи стан по Министерството за финансии секој работен ден до 15 часот. Проектот се однесува на млади до 35 години и нуди поволности во однос на кредитирањето за изградба или доградба на куќи и купување градежно земјиште. Од утре сите заинтересирани за проектот Купи куќа за млади ќе може да се информираат во канцеларијата Купи куќа, Купи стан во Министерството за финансии. Луѓе од проектот Купи куќа, Купи стан ќе им стојат на располагање на граѓаните секој работен ден до 15 часот, да им објаснат која е постапката за аплицирање и кои се условите кои апликантите треба да ги исполнат. Само 80% субвенционирана месечна рата или 100% покривање на учеството преку проектот Купи куќа за млади. Граѓаните до 35 години можат да откупат и градежно државно земјиште со почетна цена од 1 евро за квадрат. Нивниот пристап до сопствен дом е олеснет и преку бесплатните проекти за типски куќи кои неодамна ги промовираше Министерството за транспорт. Користењето на бесплатните проекти за изградба на куќа преку кои што се заштедува 900 до 2000 евра за изградба на куќата од семејниот буџет на оние лица кои што сакаат да се стекнат со сопствениот дом. Во следниот период ќе спроведеме една добра информативна активност преку која што ќе ги запознаеме сите потенцијални корисници кои што се многу, кои што влегуваат, ги исполнуваат условите кои што се предвидени со проектот Купи куќа, Купи стан, за да им ги доловиме конкретните модалитети. Корисниците на проектот може да земат кредити повисок од оваа сума, но субвенцијата ќе го опфати делот на кредитот до 50.000 евра. Сите средства кои владата ги доделува преку двата модела на проектот се неповратни. Условите за субвенционираниот проект Купи куќа за млади ги исполнуваат поединци до 35 години со приходи до 900 евра, како и брачни парови во кои барем едниот партнер има помалку од 35 години, а имаат вкупни приходи до 1300 евра. Инаку, само за еден месец од интернет страницата на Министерството проектите биле симнати 8400 пати. Градоначалниците на општините Берово и Пехчево најавија значајни проекти за реализација во 2016 година. Во Берово, меѓу другото, ќе се гради кружна раскрсница, додека во Пехчево најзначаен проект е електрификацијата на локалитетот Равна река. Она што за општините Кочани, Делчево и изградбата на Брана Речани и градска капела, тоа за општината Берово како приоритет ќе биде кружната раскрсница, како и изградбата на патот Берово-Абланица.
Овие проекти како приоритет за 2016 беа потенцирани денес од страна на градоначалникот Драги Наџински. Проектот предвидува асфалтирање на коловозна конструкција со широчина од 3,5 метри со вкупна површина од 2332 метри квадратни, асфалт, бетон АБ11 со дебелина од 5 см, под кој ќе се постави битуменизиран носив слој БНС 22 со дебелина од 7 см и тампонски слој со дробеник од 30 см. Изградба на патот Берова-Бланица представува реализација на втората фаза од проектот за поврзување на туристичката населба, а опфаќа изградба на патот од завршувањето на асфалтниот пат во близина на манастирот Свети Гаврил и се поврзува со постоечки асфалтен пат во туристичката населба, а Бланица во должина од 1650 метри. Меѓу топ 3 проекти чија реализација е најавена за 2016 во Берово е изградбата и реконструкција на атмосферската и фекална канализација. Проектот вклучува изградба на мрежа за атмосферска канализација во град Берово, проширување на секундарната мрежа за фекална канализација на Беровско езеро, реконструкција на главен колектор за фекална канализација лев и десен брег на река Брегалница во Берово, изградба на главен фекален колектор и доградба на дел од канализационната мрежа во село Владимирово, изградба на главен фекален колектор за населените места Пехчево и Чифлик и изградба на канализационна инфраструктура за населеното место Смојмирово. Во Пекчево пак како приоритет за решавање во 2016 градоначалникот Игор Поповски го најавува подобрувањето на патната инфраструктура, како и новата канализациона мрежа и електрификација на локалитетот Равна река. Улички, улици и тротоари во целата општина, значи ќе ги опфати сите села и Пехчево како град. Втор проект кој што е многу значаен и што ќе се случи во 2016 година е електрификација на туристичката населба Равна река. И трет проект, што исто така важен за граѓаните и за развој на туризмот, е канализација на туристичката населба Равна река. Можам да кажам дека првиот проект во асфалтирањето и улиците е во некаде во вредност од 500.000 евра, вториот проект е во вредност од 600.000 евра и третиот проект канализацијата е 250.000 евра. Освен топ 3 проекти кои ги најавија за 2016, во наредната година најавија и реализација на останатите помали проекти од витален интерес за граѓаните на најисточните општини. Локалната самоуправа на општина Штип во текот на оваа година има спроведено 84 тендерски постапки за проекти, сервиси и услуги. Минатата година биле спроведени 107 тендерски постапки. Бројот на тендери годинава е помал заради проектите кои започнаа лани и се рок на реализација 2 години. Во поглед на вредноста доминираат спроведените набавки за обнова и реконструкција на инфраструктурата, како што е асфалтирање на улици и слично, при што во текот на годината спроведени се околу 40 постапки, потоа постапки за набавка на канцелариски материјали, интернет, ученички превоз, набавка на хартија, дезинсекција и дератизација, стручен надзор, елаборати и многу други постапки за услуги и сервиси. Во поглед на инфраструктурата, со неголема висина се тендерските постапки за асфалтирање на пат до село Суво Грло во вредност од 12,9 милиони денари, кои што се разбира со подобрување на временските услови ќе се асфалтираат, и направените улици во село Врсаково во вредност од 7,1 милиони денари. Со следниот прилук одиме во Виница, каде со владина поддршка ќе се реконструира училиштето Гоце Делчев. Градежните зафати за замена на дрвната столарија започнуваат за време на зимскиот распуст. Ќе се менува екстериерот на основното училиште Гоце Делчев во Виница. Училиштето е дел од владиниот проект за инвестиции во образованието. Од почетокот на декември директорот Ѓоргиев го потпиша договорот за замена на дрвената столарија. Со овој проект е планирана комплетна замена на дрвената столарија во училиштето, со што очекуваме од наредната 2016 година да имаме заштеда на поголема заштеда на електрична енергија и заштеда на огромно дрво во училиштето. Замената на 5-децениските стари прозорци кои се града слика на училиштето се само една од мерките за енергетски ефикасна училишна институција, но се очекува реализација на уште 2 битни проекти кои ќе овозможат комплетна заштеда и поквалитетни услови за учениците.
За наредната 2016 година очекуваме одобрување уште на два значајни проекти за нашето училиште, и тоа промена на кровот и кровната конструкција и поставување на термоизолациона фасада, која исто така ќе биде од големо значење за заштита на енергија за нашето училиште. Во изминативе неколку месеци беше комплетно реконструирана и наставничката канцеларија, а преку волонтерот на Мировниот корпус обезбедена е и нова техничка опрема за училиштето. Францускиот министер за внатрешни работи Бернар Казнев изјави дека полицијата минатата недела спречила терористички напад на џихадистите во близина на Орлеан во централниот дел на земјата. Тој прецизира дека цел на планираниот напад биле војници, полиција и државни представници, а при тоа биле уапсени двајца француски државјани на возраст од 20 и 24 години. Тие биле во врска со француски милитанти во Сирија. Казнев додаде дека од 2013 година во Франција биле спречени 10 терористички напади. Во нападите на 13 ноември во Париз беа убиени 130 луѓе. Тоа беше најголем терористички напад во историјата на Франција. Кинеските спасувачи извлекоа две лица кои минале околу 70 часа под урнатините во областа на големото свлечиште во јужниот кинески град Шенжен. Претходно кинеска агенција јави дека било спасено 19-годишно момче кое минало 67 часа под урнатините. Спасувачката операција за пронаоѓање на 70 исчезнати лица во регионот на свлечиштето, кое се случи во неделата, продолжува. Локалните власти им обезбедија привремени престојувалишта на 600 лица, а уште 900 лица се евакуираат поради безбедносни причини. Полскиот парламент усвои синоќа спорни законски мерки кои ја уредуваат дејноста на Уставниот суд. Законските мерки беа усвоени со 235 гласови за, наспроти 181 против во долниот дом на парламентот по жестока дебата. Полска е подложена на се посилни критики на меѓународен и внатрешен план заради обидите да го неутрализира судот. Во изминатите седмици имаше големи улични протести на приврзниците на двете страни во спорот. Противниците тврдат дека дејствијата за воспоставување контрола над судот се напад врз демократските вредности на Полска. Агенцијата за млади и спорт денес ќе одржи манифестацијата Спортист на годината во Македонија за 2015 година, а веќе се објавени номинираните за престижното признание. Во прв план се категориите Спортист и Спортистка на годината, каде има по 5 номинирани кои ја одбележаа оваа година. За Спортисти на годината се номинирани Евгений Попацев, Игор Стефановски, Мартин Несторовски, Димитар Ѓоргиев и Дејан Недев. За спортистки на годината се номинирани Анастасија Богдановска, Наташа Андонова, Стефани Тодорова, Наташа Стефановска и Лина Ѓорчевска. Во останатите категории ќе се бира млад спортист и млада спортистка на годината, најуспешен спортист на лица со инвалидитет, најуспешен селектор, најуспешен машки национален тим и најуспешна репрезентација. Денес во 18 часот и 30 минути младинската организација Единство при Средното општинско училиште Лјупчо Сантов во Кочани во спортската сала го организира 8-миот поред новогодишен кошаркарски надпревар, наречен Ученици професори. Годинешниот надпревар има и хуманитарен карактер, а средствата од продадените влезници ќе бидат наменети за кочанчанецот Методи Митев, на кого му се потребни за неговото лекување во Кина. Овде е крајот на вестите, а за денешните активности гледате во Дневникот во 16:30. Имајте пријатен ден.